Добар ден, започнуваме со пладневните вести на Канал Плюс. Еве кои се настаните на денот. Денес во Штип се одбележува годишнината од бомбардирањето на градот пред 74 години, кога животот го загубија околу 200 штипјани. Документарниот филм за вонземјанинот Ли се закити со уште една престижна награда на Интернационалниот фестивал на студентски филмови во Белград. Еден загинат и тројца повредени е билансот на сообраќајната несреќа која утринава се случи во Штип. Од денес започнува последната седмица пред Великден, позната како Страдална или Света седмица. Во неделата на Христовите страдања верниците практикуваат строг пост. Утре, според православниот календар, се слави Благовештение, односно Благовец. Последната седмица пред Великден е Страдална или Страстна седмица. Седмица на мајките, страста и страданието, и ја представува последната седмица од Христовиот живот на земјава. Таа е недела на страданијата Господови. Оваа седмица се нарекува и Велика седмица, поради големината на настаните што се случиле во неа. Така, во Страдалната седмица тие се обидувале да бидат подобри, пострпливи, повоздржливи и посправедливи кон своите ближни, правејќи дела на љубовта и милосрадието. Затоа верниците ги посетуваат богослужбите, особено по пладневите богослужбија на Велики четврток и Велики петок, а задолжително за секој христијанин е пречекот на Великден во саботата ноќта. Тие се изразито присутни в црква, започнувајќи од Велики четврток од првото вапцување на великденски јајца. Постот трае се до полноќта на Велика сабота, односно до завршувањето на великденската света литургија. Денес Штип се подсетува на бомбардирањето на градот пред 74 години. 6 април е еден од најцрните денови од историјата на Штип. Утринава пред спомен релиефот на жртвите од бомбардирањето се положи цвек и се посети заедничката гробница на загинатите. На денешен ден, 1941 година, во раните утришки часове, извршено бомбардирање на нашиот град од фашистичката авијација која била стационирана во соседна Бугарија. Во првиот налет по долината на реката Отиње е истурен првиот товар бомби, а на враќање, бидејќи населението и единиците за врски од бивша југословенската армија кои били стационирани овде во театарот, нашле заклониште во реката Отиње, во блисчи лет со митралези и го митралирале корито и се загинали околу 150 луѓе во тој ден. Тешка сообраќајна несреќа се случи утринава во Штип. Едно лице го загуби животот, тројца се повредени во судар меѓу два автомобили. Сообраќајната несреќа се случи на влезот на Штип, улица Партизанска во близина на Македонија пат. Тешка сообраќајна несреќа се случи денес во Штип, во која животот го загуби 46 годишниот Ванчо А. Трагедијата се случила во раните утрински часови на улицата Партизанска во Штип. Според правичните информации на СВР Штип, до сообраќајката дошло кога джип марка BMW X5 со штипски регистарски таблици управуван од ОХ, 21 годишен турски државјанин, со преголема брзина директно удрил во такси возило марка Volkswagen Vento. Од силниот удар животот го загуби 46 годишниот Ванчо А останатите четворица патници кои се наоѓале во такси возилото, од кои една бремена жена, се пренесени во клиничкиот центар во Штип и се наоѓаат во добра здравствена состојба. Полицијата изврши увид на местото на настанот и се чекаат резултати од вешточењето. Наскоро ќе започне пролетната кампања за орална вакцинација на дивите животни. Вакцинацијата е со цел да се искорени болеста кај дивите животни, особено кај лисиците кои се главни носители на вирусот на беснило, и со тоа да се спречи пренесување на домашните животни и човекот.
Дивите животни ќе се вакцинираат против беснило. Предност имаат лисиците, но и сите други животни оваа година ќе бидат вакцинирани. Агенцијата за храна и ветеринарство наскоро треба да започне со реализација на пролетната кампања за орална вакцинација на животни. Со кампањата ќе биде офатена целата територија на државата, а истата ќе се спроведе со авионска дистрибуција на вакцинални мамки. Кампањата има за цел да се искорени болеста кај дивите животни, особено кај лисиците кои се главни носители на вирусот на беснило, и со тоа да се спречи пренесувањето на домашните животни и човекот. Вакцинацијата оваа година ќе се реализира во 2 дела. Освен пролетна, ќе има и есенска вакцинација. Досега успешно се реализирани 7 вакцинални кампањи. Во Кочани се одржа третата вечер на македонскиот афоризам. Организатор беше афористичката репрезентација на Македонија. Најуспешните афоризми на тема Лага и шега добија и награди. Во организација на Сдруженијето на граѓани, афористичка репрезентација на Македонија, во Кочани се одржа третата вечер на македонски афоризми. Со своји афоризми настапија познати афористичари од повеќе градови од Македонија: Миле Ѓоргиовски, Јане Атанасов, Ристе Филчевски, Ацо Ѓоргиев, Димитар Илиев Вилазовски, Милчо Атанасуј, Маријан Ангеловски и други. Годинава беа доделени награди за најуспешните афоризми, кои пристигнаа на конкурс на тема Лага шега. Жирито во состав Јане Атанасов, афористичар од Кочани, Доне Донев, професор по литература од Кочани и Ристо Филчевски, афористичар од Струмица, ги наградија со прва, втора и трета награда Витомир Долински од Струга, Ѓорги Хадживасков од Скопје и Васил Толевски од Скопје. Специјалната награда ја доби Наташа Ќурчовска од Пехчево. Манифестацијата е подржана од Министерството за култура на Република Македонија, општините Кочани и Чешиново Облешево, од повеќе предпријатија, институции и поединци. Дипломскиот филм на Сашко Потер Мицевски, Вонземјанинот Ли, се закити со уште една престижна награда на Интернационалниот фестивал на студентски филмови во Белград. Филмот за Микели досега е прикажан на повеќе филмски фестивали низ светот и има освоено награди за најдобра монтажа на фестивалот во Делхи, Индија. Уште една награда во низата доби Вонземјанинот Ли. Дипломскиот филм на Сашко Потер Мицевски ја доби наградата за најдобар документарен филм на Интернационалниот фестивал на студентски филмови во Белград. Фестивалот се одржа од 29 до 31 март во Домот на млади во Белград, а филмот беше прикажан на отворањето на фестивалот. Вонземјанинот Ли е краткометражна документарна приказна за штипската легенда Мики Ли Трајчевски, а истиот може да се погледне на YouTube и е достапен со превод на 14 јазици. Следна дестинација на филмот е на фестивалот кој ќе се одржи од 12 до 19 април во Париз. Овој филм досега беше прикажан на повеќе интернационални филмски фестивали ширум светот, а исто така има освоено и награда за најдобра монтажа на документарен филм на фестивал во Индија во ноември претходната година. Во моментов Сашко Потер Мицевски работи на својот следен документарен филм со наслов Сите ќе умреме. Успешна мисија во Босна и Херцеговина имаа делчевските кикбоксери Елена Стојчевска и Давид Димитровски на 16-тиот интернационален европски куп Бихач Оупен 2015. Прво и трето место се успесите кои што тие ги постигнаа во своите категории. Елена беше прва во дисциплината Point Fight минус 65 кг, додека Давид Димитровски го освои третото место во категоријата за деца под 45 кг, исто така во дисциплината Point Fight. Инаку на Европскиот куп Бихач Оупен 2015 во Босна и Херцеговина Македонија се представи со млади и перспективни кикбоксери кои што покрај тоа што имаат искуство, имаат и успеси и медали, како од домашните, така и од меѓународните надпреварувања. Ова воедно беше одлична можност делчевчанката Елена Стојчевска да ја провери својата форма по двегодишната пауза, кога повторно се враќа во рингот и продолжува со своите надпревари. Ова се во пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации дознайте во дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден, сега видете какво време не очекува деновиве.